Добро вечер. Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Уште една успешна хуманитарна акција на Ротаракт клуб Куманово. Градот блесна во новогодинишните украси и светилки. Неколкумина странски државјани повредени во Никуштак. Граѓаните денеска има можност да купат прехранбени производи и да ги донираат за децата без родители и родителска грижа. Акцијата Новогодишна кошница ја организира Ротаракт клуб Куманово, а ја спроведува во соработка со Центарот за социјални работи и маркети. Граѓаните на Куманово уште еднаш докажаа дека се хумани луѓе. Во пресрет на новогодишните празници, голем број кумановци денеска се приклучија на традиционалната акција Новогодишна кошница, која трета година поред ја организира Ротаракт клуб Куманово. Годинава собраните прехранбени продукти ќе им бидат донирани на децата без родители и родителска грижа, информира координаторот на акцијата Александар Ташковски. Годинава имавме два пати слична акција, ова е денешната новогодишна кошница и Buy One More, која ще се организира во март во недела на Ротаракт на ниво на цела Европа. Такви слични акции се одржуваат. Акцијата се состои во тоа што ја презентираме на купувачите од супермаркет по наш избор, односно со кој што имаме соработка. Купувачите купуваат храна и ја донираат директно во нашите кошници. Потоа ние правиме пакети и ги донираме. Првата година беше во Народна кујна, втората година на семејства со социјална загрозеност, и оваа година ќе биде за деца без родители и деца без родителска грижа. Ротаракт клуб Куманово, како и останатите клубови, е дел од меѓународната сервисна организација Ротари, која е посветена и работи за доброто на човештвото. Општо Ротари е меѓународна заедница која што брои 1,2 милиони членови на светско ниво, заедно со Ротаракт клубовите и повеќе. Ротаракт клубовите се членови кои што се во години од 18 до 30, како во целиот свет, така и во нашата држава функционираат заедно. И тоа во неколку области на делување, поточно во 6, го промовираат мирот во светот, го поддржуваат образованието, обезбедуваат хигиена и чиста вода во потрашјата кај што тоа е потребно. Исто така ги поддржуваат мајките и децата и меѓу другото се залагаат за локалната економија, односно за пораст на локалната економија. Нашиот клуб во Куманово веќе трета година поред функционира успешно, има повеќе акции успешно реализирани, се залагаме за уште поголем број на активности. До сега броиме 14 членови и имаме еден предлог член со тенденција да пораснеме уште повеќе и поозбилно да функционираме. Да го завршиме детското гладување и да го прекинеме циклусот на сиромаштија преку обезбедување на храна и подарување барем малку среќа на оние на кои им е најпотребно, апелира Ротаракт клуб Куманово. Неговите членови се надеваат дека успешната приказна на клубот ќе продолжи наредниот период, заедно со хуманите граѓани, меѓуопштинскиот центар за социјална работа и маркетите со кои што соработуваат. 14-годишната Јована Станковска од Куманово боледува од церебрална парализа и во втората половина на јануари треба да замине на лекување во Москва. По 6 неуспешни операции во Македонија и 2 операции на колкови во Израел, единствена шанса да застане на нозе е трансплантација на матични клетки во приватна клиника во Москва, Русија. Семејството Станковски не е во можност само да ги обезбеди потребните пари за скапата и тешка операција. Замолуваат за помош. Иако граѓаните сметат дека за доснато новогодинешното украсување, сепак вчера вечер на градскиот плоштад светна првите празнични украси и веќе се чувствува новогодинешната еуфорија. За украсувањето година во општината од буџетот одвои повеќе од 1 милион и 700.000 денари. Започна новогодишното украсување на градот. Освен двата плоштада, со новогодишни украси и светилки ќе бидат закитени главните сообраќајници, булеварите Трета Македонска и Октомвриска револуција, улиците во централното градско подрачје, Доне Божинов, Народна револуција и 11 октомври. И годинава главен акцент ќе се стави на централното градско подрачје со различни украси од минатата година, посочуваат од јавното претпријатие Куманово паркинг, задолжено како и претходните години за новогодишната декорација на градот.
По апел до граѓаните истите да не се дират, да не се кршат, да не се зимат, бидејќи тие не су наша собственост, ќе бидат собственост на изедувачот на украсувањето, меѓутоа сепак ние треба да бидеме свесни и истите да не ги злоупотребуваме. Граѓаните секако со поделени мислења околу украсувањето и воопшто околу новогодишните празници. Па, баш сега со Керка ми коментираме, немаме излезено највечер да видиме, се гледа дека има поставено украси и така да треба да се излезе највечер да се види поточно како е што е. Мислам дека е убаво украсено. Гледајќи ги сите оние светилки што ги има. Пред нова годишна вреди за младите, ама и они немаат пари, па нема живот. За нас пензионери свак ден е нова година. Сега да чувствуваме, фала Богу да сме на ноги. А овие млади нека се спремам сега. Општината од буџетот одвои 1.722.000 денари за украсување. Новогодишните украси ќе бидат поставени до средината на јануари идната година. Од претпријатието апелираат до граѓаните совесно да се однесуваат кон поставената празнична декорација. Чуварите на традицијата, членови на коледарскиот клуб, утре ќе берат бадникови гранчиња во општина Старо Нагоричане, пошто ќе ја посетат и црквата Свети Ѓорѓи. Ова е традиционална активност на коледарите по повод еден од најголемите православни празници Бадник. Дел од овој настан ќе биде градоначалникот на Куманова Максим Димитриевски. Осум лица се повредени во сообраќајна незгода што се случила по полноќ кај Никоштак. По укажаната помош, само 20 од повредените се задржани во болницата на иследување, информираат надлежните. 8 странски државјани се повредени откако возилото со кое биле превезувани излетало од регионалниот пат Куманово-Скопје кај селото Никуштак во близина на местноста викана Ѓубриште. Сообраќајната незгода се случила синоќа околу 23 часот и 45 минути, а возилото Opel Vectra било управувано од непознат возач, соопшти Министерството за внатрешни работи. Со тешки телесни повреди се здобил 33 годишен пакистански државјанин. Сите повредени биле пренесени во ургентниот центар во Куманово. Како што денеска информираше началникот на одделението за хирургија во Општа болница Куманово доктор Методија Димковски, ноќеска половина час по полноќ во Кумановската болница помош побарале 6 лица кои кажале дека се државјани на Пакистан, а двајца тврделе дека се од Палестина. На сите им била пружена помош и никој од нив не е во животно загрозувачка состојба. 6 мина по пружената помош се пуштени на домашно лекување, а двајца се задржани на иследување, изјави хирургот Димковски. Увид на местото на настанот извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово. Истрагата допрва ќе ги утврди причините заради кои се случила сообраќајната незгода, а во меѓувреме се трага и по возачот на автомобилот во кој превезувал странски државјани. Во пресрет на новогодинишните празници, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со апел до возачите да не управуваат возила под дејство на алкохол. Практиката покажува дека една од главните причини за сообраќајни незгоди со смртни и тешки последици е токму возењето под дејство на алкохол. Возењето во алкохолизирана состојба е една од водечките причини за сообраќајни незгоди со загинати и со повредени лица, потсетуваат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и во пресрет на новогодишните празници апелираат граѓаните да не управуваат моторно возило под дејство на алкохол. При тоа од Републичкиот совет, покрај за опасноста од управувањето моторно возило под дејство на алкохол и за предвидените законски санкции за пијаните возачи, ги потсетуваат возачите и на законските санкции. Оттаму посочуваат возачите секогаш да имаат на ум дека алкохолот сериозно ги намалува возачките вештини, делува на централниот нервен систем и ја намалува способноста за рационално расудување, дека лицата во алкохолизирана состојба, особено младите, се склони кон преземање ризик и кон агресивно однесување во сообраќајот. Според Законот за безбедност на сообраќајот и патиштата, возачот не смее да управува со возило во сообраќај на патот, ниту да започне да управува со возило ако е под дејство на алкохол. Под дејство на алкохол се смета лице за кое ќе се утврди дека содржината на алкохол во крвта изнесува повеќе од 0,50 промили.
Казните се движат од 200 до 500 евра, во зависност од висината на нивото на алкохол во крвта, како и забрана за управување со возило од 3 до 12 месеци. Анализите покажуваат дека сообраќајните незгоди предизвикани од возачи кај кои е потврдено присуство на алкохол во организмот, најчесто завршуваат со смрт или со тешки последици по здравјето на поединецот, се вели во соопштението од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Вчера во 13 часот и 30 минути во секторот за внатрешни работи Куманово, 47 годишен жител на село Романовце пријавил дека во дворот од неговата куќа при изведување градежни работи пронашол една минофрлачка мина од Втората светска војна. Од пиротехничар од Дирекцијата за заштита и спасување Куманово, пронајдената експлозивна направа е подигната за понатамошна постапка. Во продолжение следуваат кратките вести од Македонија. Осигурителните компании во Македонија преку Националното биро за осигурување најдоцна до почетокот на наредната година ќе предложат до Министерството за финансии и Комисијата за автомобилска одговорност на владата системско решение за намалување на бројот на нерегистрирани возила и доведување на висината на нивниот процент од 1 до 2 според европските стандарди. Во земјава, според статистиката на Министерството за внатрешни работи, во текот на минатата година имало нерегистрирани 573.725 возила, од кои на автомобилите отпаѓаат 407.089. Во организација на припадниците на воздухопловната бригада на АРМ денеска се одржа традиционалната церемонија на поделба на новогодишни пакетчиња на децата на загинатите и починати припадници на оваа бригада и на деца на припадници на воздухопловната и останатите команди единици на АРМ и Министерството за одбрана. Активноста се реализираше на воениот дел од аеродромот Александар Велики во касарната Страшо Пинџур во Петровец. Оваа активност на припадниците на АРМ, која традиционално се одржува во пресрет на новогодишните празници, стана препознатлива особено за најмладите поради символично пристигнување на Дедо Мраз со транспортен воен хеликоптер од составот на воздухопловната бригада, информираат надлежните. Водостоите на реките се под просекот за декември, освен на реките Вардар кај Велес и Црн Дрим кај Ложани. Неделната хидроложка состојба покажува дека под нивото се водостоите на Вардар на сите останати мерни станици, како и на реките Треска, Пчиња, Брегалница, Струмица, Сатеска, Крива река и Радика. Скоро двојно намалено е нивото на Црна река. Кај езерата над просекот за декември е само нивото на Доранското езеро, додека околу декемврискиот просек се нивоата на Охридското и Преспанското езеро. Не е безбедна за пиење водата од јавната чешма покрај магистралниот пат А2 кај местноста Самоков близу граничен премин ДВ Бајрка Крива Паланка, покажува извештајот на Центарот за јавно здравје Куманово. Од Агенцијата за храна и ветеринарство до општина Крива Паланка е доставено известување дека добиениот наод даден на анализа во Центарот за јавно здравје Куманово не ги задоволува критериумите за чиста и здрава вода за пиење и користење поради зголемена содржина на нитрати во водата. По спроведување на мерките потребно е повторно да се изврши лабораториско испитување на водата со цел да се утврди дали превземените мерки ќе имаат резултат. Никола Груевски на Конгресот во Валандово беше прогласен за почесен претседател на ВМРО ДПМН и му беше доделена плакета за благодарност за неговата работа во партијата. Груевски во свој одговор на Конгресот на кој се избира негов наследник изјави дека партијата го започнува походот кон новата победа и враќање на власт. Инаку Христијан Мицковски, генералниот секретар на ВМРО ДПМН, е единствен кандидат за нов претседател на партијата на вонредниот конгрес. Времето денеска во Куманово беше облачно и суво со умерен ветер. Максималната температура изнесуваше 3 степени, а минималната -1. За утре метеоролозите најавуваат облачно и суво време. Дневната температура ќе достигне до 6 степени, додека утринската ќе изнесува 0 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатен викенд.